За разлика од моите колеги, кои беа доста оптимисти по прашањето на овој ребаланс, така беше и со буџетот, јас овој амандман го веќе досега 5 пати поднесувам. Нови амандмани не сакав да поднесувам затоа што бев свесен дека и овие сите амандмани од опозицијата кои се завршницата од тоа трошење енергија се знаеше дека ќе бидат отфрлени. Денеска слушнавме многу параметри по кои се прифаќаат амандманите на опозицијата, а не се прифаќаат амандманите на опозицијата, така да со некои мои образлагања би сакал да им стане јасно на граѓаните, барем на нив, ако не на нас, кои се параметрите за власта, за да може да прифати некој амандман или не. Село Романовци се наоѓа на 5 километри од општина Куманово, има 2794.000 жители, 555 домаќинства или 623 стана. Значи се работи за жива населба, населба која е близко до Куманово, на населба на која витално и е значајно да и се изгради оваа фекална мрежа, оваа мрежа за фекална канализација. Зашто? Заради тоа што во овој момент и наназад години фекалната канализација нисред населеното место поминува и преку зима и преку лето. Имав прилика да ова лето во 5-6 наврати бидам таму, верувајте, таква неподнослива реја се ширеше во селото, да тоа беше неподносливо за нас кои поминуваме тука, а камоли за луѓето кои живеат таму. Овој проблем не е од сега, овој проблем е ветуван од сите партии, значи СДСМ го има ветувано наназад на сите локални избори. Ние као партија ВМРО го имавме ветувано на локалните избори 2013, на предвремените парламентарни 2014, за да 2015 на инсистирање тогашниот премиер на владата Никола Груевски направи една посета на населеното место Романовце, бидејќи Романовце е село со мешовит состав, и во таа прилика даде едно ветување да се изгради таа фекална канализација. Основна работа беше што општина Куманово требаше да поднесе проектна документација за оваа канализација и потоа се теркавме те дали е поднесена, те дали не е. Проектот не беше направен. За да подосна, многу подосна, проект се направи, меѓутоа веќе 2016 година немаше време за да почне реализација на овој проект. Самата изградба на оваа фекална канализација е многу поголема од овие средства што ги бараме, меѓутоа овие средства да послушат барем да површинските фекални води кои поминуваат низ селото бидат соберени во еден систем каде што заразата за селото која им стои над глава не им дојде до глава. Второ, многу битна работа е заради тоа што поточето низ кое фекалната канализација заминува на крајот на селото доаѓа во близина на артерските бунари каде што Романовце вади вода за пиење за тоа село. Значи, многу е битно, приоритетно е да се има слух да оваа работа се заврши. Локалната власт во Куманово 2015 година доби средства од Министерството за животна средина од 4,5 милиони евра, со кои средства требаше целокупната инфраструктура на сите делови на општина Куманово каде што нема вода као приоритети и каде што фекална канализација не е решена да се решат. Тие средства се истрошија на предизборната кампања 2017 на асфалтирање улички, на решавање на некои многу по-неприоритетни проблеми на граѓаните. Не велам дека и тие не требале да се решат, меѓутоа ова беше еден многу поголем приоритет кој требаше да се реши во интерес на селото Романовце. Како што кажав, тоа е многу живо село, мада како почнале работиве, селото со сегашнава миграција веќе која е многу актуелна
и ако дојде време да треба да се прави, ќе нема за кого. Затоа и мојот апел е да мнозинството, колеги пратеници, кои треба да имаат сенс за оваа работа, да помогнат со дигање рака за овој амандман, бидејќи сметката на општина Куманово е блокирана и од страна на локалната власт никој не се надева дека овој проблем во догледно време ќе биде решен. Затоа и барам поддршка од колегите, поготово од колегите кои доаѓаат од тој дел на изборна единица 2 од општина Куманово, да дадат поддршка за овој амандман. Благодарам. Благодарам. За збор се јави колега